Целовечерен настан на дама која што со нетрпение очекуваме во Скопје, Оливера Балашевиќ на 15 март со целовечерен настан во Македонскиот народен театар. Зборуваме за македонската премиера на Презимето на розата, емотивна приказна за најважните вредности на животот, за времето кое што не чека да го исполниме со спомени, за одлуките кои што не се лесни, но некогаш мора и да се донесат. На оваа тема со Марин Гавриловски. Добро утро, Марин, и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро. На самиот почеток на разговорот да ги воведеме и граѓаните, нашите гледачи во целата оваа приказна, станува генерално збор за автентична драма на театарот на исповеди, која што ја води низ сеќавањата на авторката за животот, од детските денови, низ студентските денови, па се и до животот во семејството Балашевиќ. Да, на почетокот сакам да ви го честитам 8 март, вам и на сите жени, меѓународниот ден на жената. И да кажам дека на 15 март во Македонскиот народен театар ќе се одржи еден многу интересен настан, кој што нема да биде само една театарска представа, туку ќе бидат 3 дела на едно целовечерно уживање, во кое што Оливера Балашевиќ, сопругата на познатиот и признат кантавтор на овие простори Ѓорѓе Балашевиќ, ќе ја каже својата исповед на дел од нејзиниот живот, кој што е преточен и во театарска представа, но и во книга. Третиот дел на вечерта ќе биде посветен на Ѓорѓе, ќе се слушаат негови песни и се надам дека сите ќе може да уживаме во една вечер посветена на уметноста. Покрај целиот настан, кој што носи емоции и самата приказна, ќе бидат прикажани видеоматеријали од приватната архива на семејството Балашевиќ, што се ќе може да се погледне? Што се ќе може да се погледне, нема да ви откриам, бидејќи ќе дојдете да ја гледате, да ја гледате представата. Меѓутоа ќе откриам само еден сегмент. Тој ќе биде прикажан како составен дел од представата, еден видеоматеријал, а тоа ќе биде последниот роден ден на Оливера, кога Ѓорѓе бил жив, како тој го честита роден денот. Тоа е многу една емоционална сцена ќе биде тоа, верувам дека сите ќе уживаме во неа. Многу емоции ќе има во текот на целата вечер и споменавме видеоматеријали. Кога сме кај видеоматеријалите, овој кој што го погледнаа прималку нашите гледачи, и ќе го гледаат во текот на разговорот, е еден видеоматеријал кој што односно анимиран филм насловен Чаџава бајка, кој што таа го режираше и кој што точно се однесува на 37-та страница, односно делот од детството, како го опишува детството во книгата Планета двориште, за кое што вели мојата прва книга. Не, тоа не е моја прва книга, туку тоа е првата книга која што се охрабрив и истраев да ја напишам. Да, книгата е исто како и представата интересна. Тоа е приказна за едно детство во Војводина, за еден тежок но среќен живот, без еден од родителите без таткото живеат, меѓутоа мајката прави се за на децата да ги застане на вистинскиот пат и еве незината животна приказна е токму доказ дека незината мајка навистина добро се грижала за своите деца. И токму затоа постоја шпекулации зашто таа го ставила своето моминско презиме на насловната страница на книгата покрај презимето Балашевиќ. Имаше некои негативни коментари, а јас, бидејќи ја прочитав книгата, можам да кажам дека тоа е една благодарност кон незината мајка, која што направила толку многу за тие да можат Оливера и незиниот брат да можат да застанат на вистинскиот пат и да бидат познати и признати граѓани. За целовечерниот настан билети има каде може да се набават? Да, настанот ќе биде, како што реков, во Македонскиот народен театар. Билети има на билетарницата на Македонскиот народен театар. Има се уште? И уште малку има. Треба да побрзаат сите оние почитувачи на делото на Балашевиќ, доколку сакаат да присуствуваат на овој настан, и секако исто може да се купат билетите и преку интернет на веб страницата на Македонскиот народен театар mnt.mk.
Ние го очекуваме и разговорот и директната средба со неа, пак им доловиме и на нашите гледачи како поминало се, но и какво е низиното искуство од промоциите кои што низ целиот Балкан се одржуваат изминатиот период. Сега, не можеме да не ве прашаме да го искористиме вашето присуство овде, како добар познавач на случувањата во британското кралско семејство, да продискутираме сосема накусо за она што се случува изминатиот период. Различни информации ни пристигнуваат од Велика Британија. Принцот Чарлс III имаше хируршка интервенција, принцезата Кейт Мидлтон исто така, многу ретко ги гледаме во јавноста. Последната информација од Бакингемската палата е дека Министерството за одбрана го отстрани името на Кейт од списокот на луѓе кои ќе присуствуваат на церемонијата Поздрав на боите на 8 јуни. Што се случува, Марин? Имаме ли некаква информација повеќе од оно што вие го знаете? А знаеме дека знаете повеќе. Се случуваше еден настан кој што толку не одекна во јавноста, барем не кај нас, а тоа почина сопругот на керката на принцот Мајкл од Кент. Да, точно. Томас Кингстон, кој што всушност индициите се дека извршил самоубиство на 45 годишна возраст. Тоа се случи на 25 февруари. На 27 февруари принц Мајкл од Кент и принцезата Мајкл од Кент присуствуваа на одбележувањето на годишнината од смртта на грчкиот крал Константин и тие дојдоа на тој настан, а веста за смртта на Томас Кингстон беше обзнанета неколку часа потоа. Значи, два дена тој веќе бил мртов, но Бекингемската палата внимаваше тоа да не се случи пред овој настан, на кој што требаше да присуствува принцот Вилијам, меѓутоа го откажа во последен момент своето присуство, да се посвети на личните прилики. Така што има многу настани кои што индицираат дека не е нешто во ред со здравието на членовите на британското кралско семејство. Кралот Чарлс одлучи да зборува за својот проблем. Тој јавно изјави дека има рак на простата, што за човек на негови години и не е така чудно. Јас се надевам дека сето тоа е откриено во рана фаза и дека тој сега моментално е подвргнат на третмани, редовни третмани и се појавува во јавност. Значи кралот Чарлс се гледа, значи се минатата недела се биде со премиерот, оваа недела се биде со министерот за финансии, така што тој се појавува во јавноста, меѓутоа редуцирани се неговите појавувања. Поголем дел од врските кралицата Камила ги превзема, како што е присуството на настан поврзан со Комонвелтот, значи сите земји кои што порано биле дел од Британската империја имаат еднаш годишно настан на кој што кралот обично присуства. Во овој случај кралот нема да присуства, ќе присуствува кралицата во негово име. Но за разлика од него, принцезата од Велс одлучи за своето здравје да не зборува во јавноста. Таа е веќе повлечена подолг временски период, уште од кога беше напишано во извештајот од Бекингемската палата дека таа имала абдоменална операција на абдоменот и дека до после Великден нема да излегува во јавноста. Пред некој ден се појави една фотографија која што се шпекулираше дали е таа или не е таа. Ниеден британски медиум не ја објави, меѓутоа ја објави американските медиуми. Јас немам некои детални информации за тоа за што станува збор, меѓутоа се надевам дека незиното здравје е добро и дека ќе помине тој период на рехабилитација и повторно скоро ќе ја видиме во јавноста. Добро, а не може да не го спомнеме Хари, изминатиот период беа во центарот на вниманието тој и сопругата Меган и за односот со Вилијам, со Кейт, со Чарлс. Сега имаш информација дека тој само на 45 минути, како беше? Да. Се видел со неговиот татко. Да, тоа е типично британски. Помина толкав пат, од кога слушна за болеста на неговиот татко. Се видоа 45 минути, му се заблагодари татко му дека дошол да се погрижи за неговото здравје и го вратија назад. Тоа е тоа што се добива како резултат на однесувањето и на одлуката што тој сам ја донесе да не биде дел од тој работен состав на британското кралско семејство и тие последици ќе ги трпи сега понатаму. Ќе зборуваме и дискутираме за тоа во периодот кој што следува. Благодарам многу и за двете теми и информациите кои што ни интересира. Благодарам за поканата. Благодарим. Ќе ве задржиме.